Под површината со доктор Марија. Затоа што симптомите се само врвот. Ние ја откриваме вистината под нив. Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Под површината со доктор Марија. Оваа епизода е малку поинаква, заради тоа што пред неколку денови направивме нешто на социјалните мрежи. Ставивме question box каде што вие прашувавте прашања, а ние денес со докторката ќе ги одговориме тие прашања. Инаку да напоменам дека подкастот е спонзориран од vitamini.mk, чисти, клинички докажани додатоци во исхраната, кои што работат со телото, а не против него. Докторке, да почнеме. Прво прашање. Здраво, сакам да прашам, имам ТСХ на горна граница, антитела во ред. Што да правам понатаму? Доколку ТСХ-то е на горна граница според референтните граници, дефинитивно не е во ред. Добра. Значи, треба да видиме која е причината за покачување на самото ТСХ. Што значи дека доколку не влегува во оптималните граници, за кои што постојано зборуваме дека оптимални граници се помеѓу 1 и помеѓу 2 за ТСХ, тогаш треба да побараме причината за тоа што всушност предизвикува покачување на ТСХ. Значи, дали станува збор за некаков друг проблем, значи многу често од тип на замастен црн дроб, ретко, но може да предизвика покачување на нивото на ТСХ. Доколку затоа што 95% се должи на Хашимото, значи кога имаме веќе пореметување на нивото на ТСХ, ако треба да се изразиме, и на самите тироидни хормони, доколку не станува збор и доколку самите антитела на тироидната жлезда се во нормала, тогаш треба да ја побараме кај лежи причината. Јасно. Второ прашање, дали на вистина АМХ може да се зголеми? Би рекла зависи. Значи, и овде, она што сакам да го разберете е дека антимулеријан хормон не е до толку важно, иако ни ја покажува резервата на самите јајце клетки, сепак не е толку важно колкава е самата резерва, дадека гледаме различни ниски вредности, гледаме ниска вредност која што е 0,5, гледаме ниска вредност која што е 0,1, можеме да имаме ниска вредност 0,001, каде што постои разлика, се разбира. Но она што сакаме да се фокусираме е квалитетот. Може да имаме ниско АМХ или низок антимулеријан хормон, дефинитивно можеме да го зголемиме, со одредени интервенции, со исхрана и со суплементација, но овде целта би рекла дека не и фокусот не треба да биде на зголемување на самиот антимулеријан хормон, а на тоа да добиеме барем нам ни треба една квалитетна јајцеклетка која што ќе биде оплодена и услови кои што ќе бидат прекрасни за да дојде до имплантација на таа квалитетна јајцеклетка. Значи, сепак самиот антимулеријан хормон, значи не мора да биде... Сам по себе никаков не е предиктор за тоа дали една жена може да биде. Може да биде. Се разбира доколку зборуваме за жена која што е во својот репродуктивен период. Апсолутно, да. Многу е различно доколку е во менопауза, се разбира дека не може да остане бремена, но доколку е во репродуктивен период, има низок антимулеријан хормон, она што се фокусираме е добивање на квалитетна јајцеклетка, потребна ни е само една. Јасно. Третото прашање е дали може жените со полицистични јајници воопшто да немаат овулација? Се разбира и голем дел од жените со полицистични јајници немаат овулација доколку не ги имаат ставено под контрола самите полицистични јајници. Значи, полицистичните јајници, како што рековме, значи се причина број 1 за инфертилитет поради ановулаторни cikluси или отсуство на овулација. Дефинитивно, значи полицистичните јајници во голема степен одат рака под рака со ановулаторни ciклуси. Трето прашање, здраво, односно четврто, се извинувам. Здраво, никако не можам да ослабам, многу благо ми се јаде цело време, како да тестирам дали имам полицистични јајници, бидејќи имам многу влакна, инаку и целиот грб ми е со акни. Добро, вака. Значи, што ми имаме влакнетост, веќе имаме клиничка пројава на покачени андрогени хормони. Што ми имаме постојана желба за благо,
И вишок на килограм имаше ли пациентката? Да, не можам да ослабам. Не можам да ослабам. Добро. Во тој случај сигурно имаме и инсулинска резистенција, што значи за оваа пациентка, што сакате да направите? Сакате да направите комплетен хормонски панел, кој што ќе вклучува, значи, FSH, LH, инсулин, кортизол, хомаир индекс, естрадиол, прогестерон, пролактин, да видиме дали заборавив некој, андростендион, тестостерон и дехеаз. Доколку има реагенси, побарајте и нешто што се нарекува слободен тестостерон, исто така може да се случи да имаме нормално ниво на тестостерон, но нивото на слободен тестостерон да биде високо и тоа да ја предизвикува вашата влакнетост. И исто така, оно што можете да го испитате е нешто што се нарекува секс бајдинг глобулин хормон или секс врзувачки глобулин хормон. Значи, ова е она што ви е потребно за да можеме да утврдиме, се разбира, овде треба да ги видиме самите хормони, но треба да имаме и да исполнуваме барем уште еден критериум за да биде поставена диагнозата полицистични јајници. Што е тоа? Или нередовен менструален циклус, или присуство на фоликули на самите јајници. Што значи, правите хормонски статус, одите на гинеколошки преглед или евентуално доколку имате податоци дека имате нередовен менструален циклус, вие дефинитивно еден од работите и еден од критериумите кои што треба да го исполнувате за да може да биде диагностициран синдром на полицистични јајници. Значи, хормонски статус и два од трите критериуми според Ротердам, за да добиеме диагноза. Точно така. Следното прашање е малку поемотивно. Поемотивно, ајде. Да. Пред 2 години имав блајтат абортус, не се формираше плод, само празна кеса, ми правеа киретажа, испитав се, имам мутации и Хашимото, хормоните се во граница. Секојдневна приказка што ја гледам. Секојдневно. Значи, во овој случај, дефинитивно, оно што го сметаме дека самата пациентка има проблем и проблем за нејзиниот аборт во овој случај, дефинитивно се самите мутации и дефинитивно предпоставувам дека имаме комбинација од доста поризични мутации, би рекла. Но, можеби е добро да испитаме и да направиме и некои дополнителни испитувања, особено затоа што оваа жена има Хашимото. Но, кога ќе го средиме теренот, како што велам јас, значи кога ќе го средиме имунитетот, кога ќе ги намалиме антителата, кога ќе успееме, доколку треба да видиме, значи, дали таа жена има инсулинска резистенција, дали евентуално некои дополнителни испитувања од типот на испитување на НК клетки, кои што се натурални килер клетки, кои што знаат да го уништуваат самиот ембрион и да го убиваат самиот ембрион. И некои додатни испитувања кои што сметам дека треба да бидат направени за еден синдром кој што представува автоимунно заболување, кој што директно ги напаѓа самата плацента и значи самиот ендометриум и дефинитивно самиот ембрион, сметам дека треба да бидат направени во овој случај. Јасно. Значи, сепак треба да се оди со доиспитување и веќе понатака ќе се знае што треба да се преземе за да се успее во целото. Само податок од типот имам мутации, имам Хашимото, не ни ја дава, мене барем, не ми дава комплетна слика на она што се случува. Мене ми треба малку поширока диагноза, би рекла, за да знам точно кај лежи проблемот, за да можам да го решам самиот проблем и причината која што доведува до појава на овој аборт. Хормоналниот статус ми е во ред, но имам влакна на брадата. На што се должи и што да правам? Доколку имате влакнетост на брадата, она што ви гарантирам е дека вашиот хормонски статус не е во ред. Не е во ред. Една од најчестите, би рекла, работи со кои што се среќавам во мојата практика е буквално хормоните ми се во ред. Значи, независно дали ќе биде во пораки, независно дали ќе биде на телефон, хормоните ми се во ред. На кое што се инсистира од наша страна да бидат препратени истите хормони. Во 99% од случаевите дефинитивно гледаме хормонски проблеми каде што ја укажуваме на самата пациентка дека независно од тоа што е дефинирана дека нејзините хормони се во ред, дефинитивно не се во ред.
едниот случај или е недоволно испитано комплетен хормонски статус, тоест не се вклучени сите хормони во самото испитување, едната причина, другата причина е не е обрнато доволно внимание на самата пациентка кога станува збор за незините хормони, но влакнетост на самата брада дефинитивно укажува на зголемена клиничка изјава на покачено ниво на андрогени хормони, поради што дефинитивно сакате да ги испитате и тестостерон, и слободен тестостерон, и секс-бајдинг глобулин хормон, кој што го реков, и андростендион, и ДХС. На тој начин, значи, можеме да утврдиме каде лежи проблемот. Тоа што откако ќе помине испитувањето, ќе се утврди каде е проблемот, значи дека ќе можеме да преземеме соодветни постапки, соодветни мерки за да можеме да го средиме. Влакнетоста на брадата сепак се средува, така? Се средува, оно што треба да напоменам, и мислам дека го имам споменувано во некои од претходните епизоди, дека влакнетоста и акните предизвикани од синдром на полицистични јаници се последната симптоматика која што се решава. Значи, најнапред, ќе дојде до регулација на инсулин, ќе дојде до поднамалување на самите андрогени хормони, кои што всушност ја предизвикуваат самата влакнетост. Но, треба да најнапред ќе дојде и до регулирање на менструалниот циклус, доколку таа жена се соочува со нередовен менструален циклус, да кажеме. Ќе се реши ќе има таа жена и ќе има овулација, но влакнетоста е последната, заедно со акните, се последните симптоми кои што се решаваат. И честопати, она што знам да го кажам на моите пациентки е да, она што сакам да го очекувате е сен да влезе во ред, но кога станува збор за акни и за влакнетост, се последните симптоми кои што се решаваат. Вообичаено, потребно не е некаде околу 6 месеци за нивно намалување или нивно комплетно решавање, би рекла. Важно дека е решлива проблематика. И како. Тука е важно. Во ред, следното прашање. На хормонските испитувања немаше антитела. Т3, Т4 немаше отстапки во резултатите, но на ехо се виде некаква нехомогена смеса на тироидата и се сомневаше за зачеток на Хашимото. Што значи тоа? Предпоставувам дека во овој случај пациентката најверојатно, затоа што веќе имаме промена на структурата на самата тироидна жлезда, најверојатно се соочува со нешто што се нарекува серонегативен тип на Хашимото. 10 до 15% од случаевите на Хашимото се соочуваат со нешто што се нарекува серонегативен тип на Хашимото, каде што немаме покачување на самите антитела, но имаме промена на структурата на самата тироидна жлезда. Ова би рекла е дефинитивно полесен степен на Хашимото или полесна варијанта на Хашимото, но сепак треба да превземеме и да ја би рекла да ја ставиме под контрола на некаков начин. Тоа што е почетно е прекрасно, значи колку порано се действа, толку подобро за самата пациентка. Дали тоа значи дека на пример ако немаме покачување на антителата, не значи дека немам да дојде до покачување на антителата. Значи ќе дојде, може да се развие, сакам да кажам понатаму во целосно значи Хашимото. Може, макар што вообичаено она што го гледаме, кога веќе имаме промена на ткивото на тироидната жлезда, веќе имаме покачени антитела, затоа што антителата се всушност причина за да самиот имунитет да ја напаѓа самата тироидна жлезда и да ја оштетува поради што се и да ја промени самата структура. Така да ретко се случува, доколку имаме серонегативен тип на Хашимото, ретко се случува да премине во оној класичниот тип на Хашимото. Вообичаено се останува серонегативен тип на Хашимото, но дефинитивно значи е нешто на кое што треба да обрнеме внимание и покрај тоа што е полесна варијанта, би рекла. Следното прашање е дали сте за ХРТ во перименопауза и менопауза и дали на нашиот пазар има биоразградливи прогестерони? Мислам дека е тематика на која што досега воопшто немам зборувано. Никогаш немам споменато. Но, и покрај тоа што главно од мене ќе чуете изјави од типот дека не сум за класичната хормонска терапија, особено кај полицистични јајници, особено кај жени со болни менструални циклуси, затоа што на тој начин не доаѓа до решавање на самата проблематика. Но, кога станува збор за жена која што влегува, која што е во перименопауза и влегува постепено, значи во менопауза, значи дефинитивно сум за
биоидентична хормон реплейсмент терапија, харата за која што велиме, или заменувачка. Знае драстично да ги намали симптомите. Независно дали станува збор за ноќни потења, кога влегуваме во менопауза, доаѓа до паѓање на прогестеронот, кој што прво може да резултира со постојано и често будење. Дефинитивно. Потоа паѓа и естрогенот, кој што ќе резултира со она да се будиме и да не можеме никако да заспиеме и со она топли бранови би рекла. И дефинитивно сум за намаленото либидо. Е стандард. Значи, симптоматиката може да биде многу голема и дефинитивно една жена може да се чувствува значително подобро доколку користи. Значи, но да се разбереме, не синтетичка, биоидентична хормонска терапија во Македонија не е достапна. Но, навистина се надевам, доколку живеете надвор од Македонија, доколку имате достап до оваква терапија, ја препорачувам дефинитивно. За жени кои што веќе, значи, имаат симптоматика на некаков начин, би рекла, кои што се во менопауза или евентуално, значи, во перименопауза кон менопауза, дефинитивно. И уште една забелешка, кога сме кај самата перименопауза, многу жени си мислат дека за да бидете во перименопауза треба да бидете некаде околу 45 годишни можеби. Не, самата перименопауза може да се започне и буквално на 35 годишна возраст и може да биде со време траење од 8-10 години, кај некои жени дури и до 15 години додека настапи самата менопауза. Што значи дека доколку вие на 35 години, 37 години, 38 години имате некои симптоми кои што претходно воопшто не биле карактеристични за вас, дефинитивно е нешто за кое што можеби и треба да обрнете малку внимание. Дали евентуално не сте во рана перименопауза, би рекла. Пациентка прашува хронични мигрени со аура кои знаат да траат повеќе од 72 часа при овулација и пред менструација. Спас. Предпоставувам дека на оваа пациентка не е понудено ништо друго освен лекови за мигрена. Но, како што велиме, значи, не за џабе е под површината. Секој симптом, вклучително и самите мигрени имаат причина. Сега, кога станува збор за мигрени по време на овулација и мигрени пред самата менструација, причините се различни. Нека да појаснам. Мигрените кои што се појавуваат пред самата овулација вообичаено се должат на пат на самиот естроген. Она што можете да го направите поради што доаѓа до активирање и до поголема активност на едни воспалителни молекули од типот на простагландини кои што се нарекуваат, нека да навлегувам толку, значи, стручно, но вообичаено тоа е причината. Што можете да направите доколку се соочувате со мигрени пред менструација? Значи, оно што можете да го направите е да консумирате редовно омега, и тоа во доза 2 до 3 грама дневно, магнезиум, глицинат или цитрат, доколку имате редовна столица, сакате да примате магнезиум, глицинат, доколку имате, би рекла, обстипација, дефинитивно сакате да консумирате магнезиум, цитрат. Внимавајте многу на самите суплементи, треба да бидат максимално исчистени од инфламаторни намирници, затоа што точно овде е проблемот, значи не сакате да си правите дополнителна инфламација во телото. Друго нешто што можете да го направите евентуално, значи во однос на самите мигрени е да зимате, би рекла, задолжително од тип на витамин D3, со К2 задолжително, значи тоа се некои суплементи кои што се стандардни, но задолжително многу помагаат кај самата мигрена. Сега, кога сме кај мигрените околу самата овулација, станува збор за сосема нешто различно нешто. Значи, овде вообичаено причина е хистаминот. И вообичаено жените кои што имаат проблем со мигрени околу самата овулација, поради тоа што имаме, значи, овде покачување на самиот естроген, вообичаено, значи, а самиот естроген е многу тесно поврзан и со покачување на самиот хистамин. Значи, вообичаено, оно што се случува е имате чувствителност спрема храни кои што или го зголемуваат хистаминот во вашето тело, или се високо хистамински. Што значи дека во овој случај на кој начин можете да ги контролирате? Дефинитивно, она што сакате да го направите е да избегнувате намирници кои што се богати на хистамин. Кои намирници се богати на хистамин?
се што е ферментирано, буквално, се што е ферментирано спаѓа во храна која што е богата на хистамин. Дополнително, значи, од тип на, би рекла, јатки, колку и да се здрави, сепак, можеби, не се соодветни во вашиот случај. Гледате да ги одбегнувате, барем, би рекла, 3-4 до 5 дена околу самата овулација. Не мора на почетокот, значи. Или, евентуално, дополнително, што можете да го направите и да користите нешто од тип на даоензим, кој што е одговорен за преработка на самиот хистамин во телото, дополнително кверцетин со бромелен, исто така е прекрасен додаток во исхраната лутеолин, е исто така нешто што драстично ќе ги подобри овие симптоми на мигрени, особено во периодот околу самата овулација. Затоа што сите овие и кверцетин, и лутеолин, и даоензим дефинитивно помагаат во намалувањето на самиот хистамин, кој што всушност е и активатор на самите мигренозни главоболки во периодот на самата овулација, би рекла. Пациентка прашува, ТСХ ми варира. Еднаш е нормален, еднаш на горна граница. Дали е нормално вака да скока? Ова ми е многу мене, значи еднаш нормален, еднаш на горна граница. На која? На референтна? На референтна? На која лабораторија? Би рекла. Не знам искрено. Според едни лаборатории горна граница е 4,5, според други лаборатории е 6. 6. Ама ете, на горна граница според лабораторија, веројатно. А дали е нормално вака да скока во рокот 2 месеци, 3? Да, значи оно што го гледаме е постојано, особено кај субклинички хипотероидизам, како кај оваа жена, би рекла, а и дефинитивно да имаме промена на нивото на ТСХ, буквално може на месечно, не само на месечно, значи во рок од неколку дена можеме да имаме промена на самото ТСХ. Зависи од доста фактори, но дефинитивно можеме да имаме скокање на самото ТСХ. Има ли испитувано пациентка за антитела? Искрено немам информација, веројатно ќе го гледа ова, па ќе каже. Добро, доколку нема испитувано антитела, оно што го препорачуваме е да испита антитела на тиреоглобулин и антитела на тиреопероксидаза и дополнително да направи ехо на тироидна жлеза. За да се утврди дали станува збор за Хашимото, затоа што веќе имаме субклинички хипотироидизам. Значи не сакаме ТСХ-то да ни стаса до 10, до 15, каде што ќе треба, значи, да играме малку форсирано со самиот левотироксин. Оно што го препорачувам, испитување на антитела и дополнително ехо на тироидна жлеза, за да се види структурата на самата тироидна жлеза. Следната пациентка вели дека АМХ и е низок, меѓутоа на ехо има многу фоликули. Немам информација. Имам ли шанса за бременост и што прво треба да проверам? АМХ и е низок, но на ехо има многу фоликули. Едното не се совпаѓа со другото. Значи, некаде е грешка, може резултатот е грешка. Може самите, што значи има многу фоликули? Значи, тук овде, прво, немам, точно за оваа пациентка, немам податок колку низок е антимулериен хормон. Затоа што од тип на 1,5 за мене не е низок антимулериен хормон. Исто, од 0,5 за мене не е низок антимулериен хормон и дефинитивно имаме големи шанси за бременост. Значи, што препорачувате? Значи дека има шанси за бременост, без разлика. Овде има многу фоликули. Што ме тера, значи самата помисла има многу фоликули. Самата помисла на има многу фоликули ме тера на тоа да си помислам дали воопшто оваа жена има овулација. Значи, дали овие фоликули зреат и дали имаме доминантен фоликул, кој што, значи, само од овие две информации не можам да знам. Значи, оно што ми е потребно да го знам, дали создава оваа жена доминантен фоликул, кој што се создава, кој што е неопходен да се создаде секој месец, за да имаме, значи, предизвикување на самата овулација. Или имаме заробени, што ги велиме, значи, фоликули кои каде што немаме доволно фоликулостимулирачки хормон кој што ќе ги стимулира да растат во доволна степен и во овој случај дефинитивно се сомневаме за полицистични јајници. Но не знам, значи нека да не контактира самата пациентка и нека да ни даде повеќе информација во врска со незината состојба. Неопходно е сепак повеќе информации да знаме за да можеме да видиме каде е вообичаено, ако е полицистични јајници, вообичаено оди со високо АМХ, да.
вообичаено високо. Во ретки случаеви сум била сведок на каде што полицистичните јајници одат едновремено и со ниско АМХ. Но ова се ретки случаи, ќе кажам. Може да биде во резултат на многу силен стрес, може да биде во резултат на некаква хируршка интервенција, може да биде во резултат некои имаме странични фактори кои што делуваат на резервата на самите јајцеклетки да доведат до драстично намалување на резервата на самите јајцеклетки. Или да би рекла што се случува многу често кој овој девојки. Хронична стимулација. Значи хронична стимулација на самите јајцеклетки без да се земе предвид дека на тој начин драстично се намалува самата резерва на јајцеклетки, ако треба да речем. Или ги прегоруваме самите јајници. Не сакаме. Да, во некои случаи сосема оправдано и да се направи стимулација со цел да дојде до зрење на самиот фоликул. Но, реално, доколку се водиме по протоколи, една жена во низиниот репродуктивен период реално треба да имам 2 до 3 максимум во тек на цел репродуктивен период стимулации. Значи ова е препорачано како максимум. Но она што го гледам во реалноста значи стимулација секој месец, можеби една жена минува преку, која што се соочува со ваква проблематика, минува преку 10-15 стимулации во текот на својот репродуктивен живот, минимум. Што не е окей, не е дозволиво? Лично за мене не е. За мене не е етички. Следно прашање, после ковид ми почна косата масовно да ми паѓа. Дали е од тироидната, дали од железото или од стресот? Што прво да проверам? Би рекла, сите можат да бидат причина. Но, дефинитивно сакате да проверите железо и тоа би рекла не железо, проверете феритин. Оно што се случува доколку феритинот ви е под 40, дефинитивно може да се соочувате со пат на коса, задолжително. Сакате да го кренете над 40, да го стимулираме самото раснење на нова коса, ако треба да кажеме, сакаме феритин 70. Дефинитивно феритинот може да биде причина, особено доколку станува збор за дифузно опаѓање или опаѓање на целата коса, а не на определени делови. Дефинитивно феритинот е број 1 причина. Значи, дополнително намалената функција на тироидната жлезда исто така е причина за опаѓање на самата коса. Исто е нешто што сакате да го проверите е стресот. Стресот може да биде причина за опаѓање на коса, но би го ставила на последно место, земајќи ги претходните два фактори. Дефинитивно оно што го гледам многу почесто е или дефицит на феритин или намалена функција на тироидната жлезда. Значи да се испита тироидна, феритин и комплетен тироиден статус со комплетен тироиден статус со феритин и тоа ќе ни даде дефинитивно јасна представа каде лежи проблемот. Следна пациентка, по породување сум постојано уморна, нервозна, се потам ноќе. Може ли да е постпородилна тироидна криза и како се следи? Постпородилна тироидна криза. Сметам дека не постои терминот типот на постпородилна тироидна криза. Оно што го знаеме е дека после породување или дефинитивно самото и самата бременост и самиот пораѓај представуваат ризик фактори за отклучување на Хашимото. И дефинитивно, кај многу жени, Хашимото ќе се појави после самиот пораѓај. Така да дефинитивно може оваа жена, значи доколку многу наскоро се, да речеме, наскоро има раѓано, дефинитивно може да се соочува со Хашимото. Значи, оно што го препорачуваме е да испита комплетен тироиден панел заедно со антитела, ќе ве молам, задолжително со антитела. И ова е едната работа, но не е задолжително во резултат на намалена функција на тироидната жлезда или на самиот Хашимото. Може да биде инсулинска резистенција. Многу често, значи кај жените по време на бременост, може, вообичаено си дозволуваат да не внимаваат, може би толку на исхраната би рекла, може самата жена уште претходно да е имала инсулинска резистенција, може да е дошло до влошување на самата инсулинска резистенција и таа да биде причина за појава на незините симптоми. Значи може да биде и од Хашимото,
може да биде евентуално од инсулинска резистенција, така што за Хашимото да се утврди комплетен тироиден панел, за инсулинска резистенција Хомеир индекс. Во овој случај да. Во ред. Следно прашање. Маријана, веќе си станала експерт за хормони. Јас се извинувам, ама да. Веќе ќе искористам една српска поговорка, ама с ким си такав си. Веќе ги знаеш хормоните на памет. Тоа е тоа. Следно прашање, стомакот ми е надоен постојано, ме Добро. мачат гасови, ме мачи запек. Дали цревата имаат врска со Хашимото и хормоните, бидејќи имам Хашимото? Дефинитивно, значи. Прво, самата обстипација може да биде доколку имате веќе намалена функција на тироидната жлезда. Значи, многу често среќавана кај намалена функција на тироидната жлезда се забавува работата на целиот дигестивен систем, поради што и самата преработка на храната дефинитивно е забавена, која што ќе резултира и со ферментација и со создавање на повеќе гасови и дефинитивно со обстипација. Тоа е едната работа. Но многу подалеку од ова забавување и од овој хипотироидизам кој што се среќава кај Хашимото се многу други причини кои што ја предизвикуваат и подоеността, и гасовите, и самата обстипација. Значи, доколку зборуваме за да кажеме дека сме успеале да го доведеме во нормална метаболизамот на оваа жена, но таа се уште страда од обстипација. Во тој случај треба да размислуваме за нешто што се нарекува SIBO, би рекла, или пораст на бактерии во тенкото црево, и тоа на еден вид на SIBO кој што е предизвикува значи многу тешка обстипација. Тоа е едната работа. Во однос на подоеноста, многу се работите кои што прават подоеност кај Хашимото. Недостаток на желудочна киселина, недостаток на ензими, недостаток на жолчни соли. Од тип, пак ќе речем, на инфекции од типот на СИФУ и SIBO, кои што би ги превеле на македонски пораст на бактерии во тенкот црево и пораст на фунги во тенкот црево, кај што не име воопшто местото, дефинитивно предизвикуваат подоеност и зголемена количина на гасови. Така да, подоеноста е многу тесно поврзана со самиот Хашимото и слободно можам да изјавам дека барем 95% од пациентките со Хашимото се соочуваат со некаков вид на дигестивни проблеми, кои што никог, за жал, воопшто не се адресираат кај нас во Македонија. Следно прашање, селен, јод и носитол, едни велат да, други велат не, кој смее да ги зема и кому можат да му наштетат реално? Селен, јод и носитол. Носитолот не сметам дека може да наштети никому. Реално, не сметам. Значи дури на сосема здрав човек не сметам дека може да промовира подобар сон, напротив, дефинитивно, и не сметам дека може да посмета некому. Го препорачувам задолжително и кај Хашимото, и кај полицистични јајници, со тоа што дозирањето е сосема различно, значи кај двете проблематики. Во однос на селен, кој може да за кој е полезен, дефинитивно за жени кои што имаат Хашимото, задолжително нешто, значи по дефолт, поради тоа што сакаме да доаѓа до конверзија и самиот селен учествува во претварање на неактивен тироиден хормон во активен тироиден хормон. Дефинитивно селенот е нешто задолжително кое што сакаме да го користиме со одредени паузи, се разбира, не сакаме да го да направиме и токсичност на самиот организам. Така да вообичаено го користиме за известен временски период, правиме пауза и потоа повторно го вметнуваме. Како се паузите, колку треба да се земат прилика или зависи од индивидуата сам? Тоа што јас го правам лично со моите пациентки, вообичаено одиме 3 месеца со редовно користење, секојдневно користење на селен под формата на селенометионин. Нека да го споменам ова нешто. Затоа што многу често ќе отидат во аптека, значи самите пациентки ќе им дадат каков и да е селен. Сакаме селенометионин. Значи, ова е формата која што ја сакаме, вообичаено тоа што го правам, одиме 3 месеца, пошто паузираме за месец, два би рекла и повторно го воведуваме самиот селен. Овде дозата би рекла, вообичаено е некаде може да биде од 200, може да биде од 100, зависно од самата пациентка, но вообичаено првично одиме од 200, пошто ја намалуваме дозата, после може известен период да бидеме дури и на 50, некоја одржувачка доза, но правиме и дефинитивно и пауза. И имаше уште
уште еден, кој друг? Јод. 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 Јодот, за жал, има многу спротиставени изјави во однос на јодот, особено кога станува збор за проблеми со тироидната жлезда. Особено, значи, кога една жена ќе отиде има проблем со хипотироидизам, ќе речат поради недостаток на јод. Не! Беше во 1950 година, кога немаше јодизација. И каде што фалеше јод. На денешно време, само 10% од хипотироидизамот може да се должи на дефицит на јод. И дефинитивно, не дај Боже, доколку таа жена зема јод во поголеми количини, може да го влоши самиот Хашимото, значи дефинитивно. Не сакаме да земаме сакаме умерени дози. Да се разбереме, значи сакаме умерени дози на јод, но не сакаме да претеруваме со прекумерна количина на јод. Независно за што станува збор, независно дали таа жена се обидува да остане бремена, затоа што вообичаено во самите пренатални витамини исто така ќе имаме јод, но она што секогаш се целиме и секогаш гледаме да ја налагодиме дозата во степен која што ќе биде соодветна да не ни го влоши самиот Хашимото. Значи мора да се внимава Така на тоа. да, верувајте ми дека јодот е нож со две острици. Сакате да играте паметно со јодот. Не е за секого. Добра. Последно прашање. Од овие што се извадени за денешната епизода. Партнерот има промилив спермограм. Мене ми е се во граници. Колку ова реално влијае на зачнувањето и што да правиме понатаму? Многу. Значи, јас секогаш велам, 50% е жената фактор кога зборуваме за инфертилитет, но 50% е мажот. Не може се да се препишува на самата жена. Да, таа жена може да има проблематика, независно со каква проблематика да се соочува. Значи, да, може да има проблематика, но задолжително треба да го видиме и машкиот фактор, затоа што 50%, значи, дали ќе се дојде до бременост, дефинитивно зависи од самиот маж. Доколку станува збор за маж кој што има променлив спермограм, кој што претпоставувам во овој случај најверојатно станува збор за маж на кој што постојано му се давани некакви терапии за подобрување на самиот спермограм. Нема да работи ова нешто. Доколку истиот човек или истиот маж едновремено не биде поставен и на соодветна исхрана. Значи, пак, многу пати се повторувам, суплементацијата е прекрасно нешто. Само и само кога е комбинирана со соодветна исхрана. Значи, дефинитивно, доколку има променлив спермограм, значи пие терапија, најверојатно доаѓа до подобрување и кога ја прекине терапијата, најверојатно доаѓа до влошување на самиот спермограм. Не е нешто што го сакаме, значи сакаме да остане со добар спермограм. Но поради што, дефинитивно, значи сакаме да се убедиме како стоят и самите хормони кај самиот маж. Дали евентуално од тип на покачено ниво на естроген ни прави проблем на самиот спермограм или е инсулинска резистенција или некои дополнителни фактори кои што треба да ги решиме кај самиот маж. Но, кога ќе пристапиме соодветно, ќе имаме подобрување на самиот спермограм без да има негово влошување, подобрување. Значи, но дефинитивно само не е нешто што ќе се реши само со еве овие суплементи и готово ќе се реши целиот проблем. Никогаш не сум ве прашала, ама сега ми е моментот. Ајде. Што ќе препорачате? Ете, 3 работи што би ги препорачале на мажот, што може да ги смени во секојдневието, се со цел да дојдеме до таа некоја оптимална слика на спермограм. Без да знам и без да... Генерално. Генерално. Да. Збораме генерално. Да си го тргне телефонот од џеп. Дефинитивно првата работа. Да. Значи, колку смешно да ви звучи. Верувајте ми, дека самата радијација од самиот телефон, која што се наоѓа во близина на на самиот полов орган, би рекла, или на самите тестиси каде што доаѓа до создавање на самите сперматозоиди, дефинитивно многу лошо влијае. Не сакате телефонот да го носите во џеп.
за сите мажи, затоа што знам дека сите мажи го носат во джеп, дефинитивно е нешто број еден што сакате да го направите. Втора работа, сакате да се фокусирате на исхрана која што е богата на протеин, да ги сврлите ултрапроцесираните храни, рафинирани шеќери и сите непотребни работи. Тоест, сакате дефинитивно да се храните секој оброк да ви содржи и протеини, и масти, и растителни влакна, тоа е нештото, и дефинитивно сакаме да имаме и квалитетен сон, затоа што и сонот влијае на квалитетот на самиот спермограм или на самата сперма, ако треба да се изразиме на некаков начин. Оде се веќе 3. Да. Некоја бонус? Ајде уште еден бонус и дефинитивно можеме и те како можеме со многу квалитетна суплементација да го подобриме самиот спермограм, но пак ќе речам, пак ставам дисклаймер или значи забелешка каде што значи треба да ги применувате сите претходни работи за да може да дојде и потоа да користите суплементација за да може да дојде до подобрување на самиот спермограм. И не сакате многу да се изложувате на, би рекла, сауни, жешки простори, каде што особено вашите полови органи ќе бидат изложени во овие жешки простори, би рекла. Тоа значи дека и лаптопот не треба во скут. Во никој случај, значи задолжително правило кај моите мажи кои што ги лекувам, значи нема, значи од тип на лаптоп, значи во скут во никој случај. Значи или на евентуално на некаква масичка го поставуваме или евентуално значи на маса каде што сиде значи самиот пациент. Но не сакаме ништо од би рекла екрани или телефони да ни биде во близина на половите органи кај самиот маж. Доктор, ќе благодарам за вашите одговори. Сакам да се заблагодарам и на нашите гледачи кои што поставија прашање и се надевам дека докторката ви ги даде одговорите и барем до некаде ви даде некоја насока за тоа на каде да се движите. Следете не на Инстаграм, следете не на YouTube, следете не на социјалните мрежи, односно на Facebook. Ова беше 5-та епизода од подкастот Под површината со доктор Марија и се гледаме во следната епизода.